Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во нови 75 минути од емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио од Детройт. Јас сум Небојша Карапеовски, а еве што ви подготвивме со колешката Маја Перовска за денешното издание. Нема да се гласа во Гостивар, Врапчиште, Центар Жупа и во Маврово. Изборната постапка за градоначалник ќе почне од почеток. Евроинтеграцијата не е диктат, туку диалог. Среде игра во 2019 година, ЕУ ни ги смени правилата со нова методологија за проширување, порача Силјановска Давкова. Околу 477.000 луѓе работаат во сивата економија, а имаат бесплатно здравствено осигурување. Фондот ги преоценува критериумите за да ги намали штетите врз буџетот. Луксузен хотел со 4 звезди фатен како краде струја. Електродистрибуција откри нелегален приклучок и изгорени кабли. Спречена катастрофа. Фатен на Табановце со 130 килограми марихуана. Обвинителството бара притвор за србинот кој се обидел да внесе дрога во Македонија. По килограм овошје за секое дете, поддршка за градинките, но и за земјоделците. Во текот на 3 месеци секое дете ќе добива 1 килограм овошје неделно, односно по 2 вида овошје неделно, кое ќе се консумира во градинките како дел од дневната ужинка. Неверојатен успех на Аџи Баден Систина, изведена најсложена ендоваскуларна интервенција на аорта во земјава. Нелегални платформи го злоупотребиле името и логото на државна лотарија. Играчите на интернет, игри на среќа да бидат внимателни. Примал повисоки дневници за патување одошто му следеле. Кривични пријави за поранешниот директор на Агенцијата за храна и ветеринарство Зоран Атанасов и 6 мина вработени. А на самиот почеток да ја проследиме следната вест. Основното јавно обвинителство Тетово, постапувајќи по кривична пријава од СВР Тетово, поведе постапка против 49 годишен тетовец за кого постои основано сомнение дека извршил кривично дело за грозување на сигурноста според член 144 став 5 од Кривичниот законник. Осомничениот на 28 октомври од профил на социјалната мрежа Facebook објавил видео и текст на албански јазик во кој отворено се заканил со убиство и други тешки кривични дела кон една жена и кон функционери од една политичка партија и лица со политичко уверување. Со објавата која имала навредлива, омаловажувачка, но и заканувачка содржина која штетената предизвикал чувство на вознемиреност и страв. Јавниот обвинител, ценејќи ги сите околности, до судијата на претходна постапка од Основниот суд во Тетово поднесе предлог за определување мерка притвор за осомничениот. Судот го прифати предлогот и ја определи притворската мерка. Осомничениот бил приведен на 29 октомври, информираат од СВР Тетово. Јас нигде немам видено толку убава. Во снага тенка, висока, со очи сини небесни, со глас што душа ми луба и ми кажува. Za
devojko, od koja zemlja dalečna, jaz nigde nemam videno toku lubava. Snaga tenka, visoka, so oči sivi nebesni, so glas što duša mi ljuba i mi kažuva. Marketing. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Вен Дайк во Шелби Тауншип. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Da gledam pa ide nema, dušo moja, šekerna, šekerna i kaleša neverna. Šekerna, šekerna i kaleša neverna. Crni oči ljubam jaz, crni oči ljubam jaz, i da ljubam i da gledam pa ide nema, dušo moja, šekerna, šekerna i kaleša
Kajtan vegi ljubam ja, kajtan vegi ljubam ja. I da ljubam i da gledam, pa ide nema dušo moja. Šekerna, šekerna, i kaleša neverna. Šekerna, šekerna, i kaleša neverna. Ravna snaga kršam ja, ravna snaga kršam ja. I da kršam i da gledam, pa ide nema dušo moja. Šekerna, šekerna, i kaleša neverna. Šekerna, šekerna, i kaleša neverna. На вториот круг од локалните избори нема да се гласа во општините Гостивар, Врапчиште, Центар Жупа и Маврово, затоа што на гласањето во првиот круг на 19 октомври не беше постигнат цензусот од најмалку 1/3 излезност. Во овие 4 општини ќе почне нова изборна постапка за избор на градоначалник во рок од 60 дена од објавувањето на конечните резултати од локалните избори 2025 согласно изборниот законник. Според информациите од Државната изборна комисија, во овие општини во првиот круг не излегува да гласаат повеќе од 1/3 од запишаните гласачи, што е законски услов за изборите да се сметаат за успешни. Во Гостивар одзивот беше 33,31%, во Врапчиште 25,18%, во Маврово и Ростуше 30,31% и во Центар Жупа 21,49%. Согласно член 132 став 2 од изборниот законник, доколку во првиот круг од гласањето за избор на градоначалник на општината, односно градоначалник на градот Скопје, не излезат 1/3 од вкупниот број на избирачи запишани во изводот од избирачкиот список за соодветната општина, се повторува целата изборна постапка за соодветната општина. Следствено, член 132а вели дека повторените избори за соодветната општина се одржуваат во рок најдоцна 60 дена по објавување на конечните резултати, при што нема да се применува условот што се однесува на излезноста од 1/3 од вкупниот број избирачи. Целиот прв круг за овие општини ќе се повтори, а новата изборна постапка ќе почне во рок од 60 дена по објавувањето на конечните резултати од локалните избори 2025. Вториот изборен круг за локалните избори 2025 е закажан за недела 2 ноември, кога ќе се бираат градоначалници во 32 општини во градот Скопје. Во првиот изборен круг од локалните избори беше извршен избор на градоначалник во 44 општини.
Minaca jodi na pazar Ofama ke mi bara na četan Ke mi bara na četan Ofama na četan kira čijata Ofama na četan kira čijata Суштинска е важноста на регионалната соработка, рече председателката Гордана Силјановска-Давкова на Парискиот мировен форум на сесијата за европската перспектива на Балканот. Таа повика на разбирање и диалог, потенцирајќи дека евроинтеграцијата не може да биде диктат, туку е диалог. Регионалната соработка за мене е неверојатно важна. Не може да избегаме од регионот, тој ни е судбина. Ова важи не само за нас кои се уште чекаме да станеме кандидати или да ги завршат некои држави преговорите со ЕУ, но и за оние кои што веќе се во ЕУ, а припаѓаат на нашиот регион, изјави таа по завршувањето на сесијата. На сесијата таа говореше за безбедносната состојба во Европа, поради која не смееме да бидеме оставени во геополитички вакуум, и го реафирмираше ставот дека проширувањето на Унијата е безбедносно, а не само прашање на проширување.
Она што е чудно е што во 2019 година беа сменети правилата на играта среде игра, што е невообичаено ни за спортски надпревари, ниту пак во политички преговори, бидејќи беше воведена нова методологија, рече Силјановска Давкова. Според неа од интерес за регионалната стабилност, регионалната демократија, но и за Европската Унија е да гледа на регионот како на систем на врзани садови и да направи храбар чекор како оној во 2004 година, односно да покаже иновативност во креирањето на конечни решенија за така наречениот Западен Балкан како неразделен дел од Европа. Sitno sitkalo, ja ću ti dadam bre ilinoj mome, eden 100 dram pamuk, eden 100 dram pamuk. Bre ilinoj mome 300 lakti platno 300 lakti platno šo ća ti predstavit bre ilinoj mome edena bela riza edena bela riza. Te kažu vajed bre kovenđi Petre, da si majstor bilo, da si majstor bilo. Ja ću ti dadam bre kovenđi Petre, edena stara para, edena stara para. Ti da mi napraviš bre kovenđi Petre, eden srebren razboj, eden srebren razboj. Što ća ti predstavit bre kovenđi Petre, eden srebren prsten, eden srebren prsten. На иницијатива на Фондот за здравствено осигурување на Македонија со одлука на владата на Македонија започнат е процес на преоценување на критериумите за здравствено осигурување. Македонија има еден од највклучувачките закони кои обезбедуваат основ за здравствено осигурување за секој еден граѓанин, затоа што целта е универзално здравствено осигурување за сите, соопшти директорот на фондот Сашо Клековски. Во моментов во фондот има 1.845.007 осигурувани
осигуреници. Целта на преоценувањето е да се намали ризикот од злоупотреба и посебен фокус е основот за осигурување за лица со пониски и повисоки примања, а не се вработени. По тој основ се осигурани околу 477.000 лица. Целта за овој основ е да се опфатат не само активните баратели на работа, туку и лицата кои не се формално вработени. Ризикот од злоупотреба се лица кои неформално работат во сива економија и лица кои живеат или приходите им се во странство. И едните и другите немаат регистрирани приходи во земјата и се квалификуваат за бесплатна здравствена заштита. Поради тоа фондот трпи штети и по основ на приходи за здравствено осигурување и по основ на повеќе исплатени капитации, зашто бројот на осигуреници е основ за плаќање на матичните лекари. Основниот проблем е сивата економија и затоа процесот го води работна група која покрај фондот го вклучува Министерството за здравство, Министерството за финансии и Управа за јавни приходи, а по потреба се консултира Министерството за внатрешни работи, додава Клековски. Оди звездо, оди звездо, сенко моја, оди негде згасни, скри се негде, звездо моја, оди таму заспи. Оди звездо, сенко моја, оди негде згасни, скри се негде, звездо моја, оди таму заспи. Темне таму, темне таму, звездо моја, срце во ме стега. Земни зимо, ладна зимо, нема кај да бегам. Темне таму, звездо моја, срце во ме стега. Земни зимо, ладна зимо, нема кај да бегам. За тебе, за тебе, звездо моја, ти си имаш небо. За тебе, зимо ладна, си го имаш снегот. А пак мене, звездо моја, што ке ми е живот, и тој што го има в звездо, и го дадов сиот. За тебе, звездо. Маркетинг.
Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Максис Meats, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Полицијата поднесе кривична пријава против поранешниот директор на Агенцијата за храна и ветеринарство Зоран Атанасов, против неговиот заменик и уште 5 вработени во Агенцијата за проневера во службата. СВР Скопје до Основното јавно обвинителство Скопје поднесе кривична пријава против ЗА, поранешен директор на Агенцијата за храна и ветеринарство, поради сомнение за сторено кривично дело проневера во службата по член 354 став 1 од Кривичниот законник и против ФМ, поранешен заменик директор во Агенцијата за истото дело. ФМ во својство на заменик директор на Агенцијата за храна и ветеринарство со подпишување на решенијата за одобрување на службени патувања во странство му помогнал на ЗА противправно да ги присвои парите, се додава во соопштението. Останатите во повеќе наврати спротивно на наведената уредба изготвиле решенија за одобрување на службено патување во странство на име на директорот. Врз основа на тие решенија одобриле исплаќање на паричните средства, иако знаеле и биле свесни дека решенијата не се донесени согласно уредбата. Тие постапиле по решенијата и му ги исплатиле парите, со што му помогнале на директорот да се стекне со противправна имотна корист во вкупен износ од 62.530 денари, а на штета на буџетот на Агенцијата за храна и ветеринарство, соопшти полицијата. Sviri majstore, nešto za srce. Ova večer do zabajle da upuvame. Ajde majstore, ludo neka je. Ovoj džumus da se pamti, da i ostane. Nina nasviri silno, ej, raspali opa, opa, Nina naigrajmo me, razveseli me. Opa, Nina nasviri silno, ej, raspali opa, Nina naigrajmo me, razveseli me.
Дојди мајсторе, тука пред мене, се што имам, ќе ти дадам, а да ти е. Свири мајсторе, ноќта наша е. Свири дури, жива вода, не се свориме. Опа, 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 Нина насвири силно, еј, развали, опа, пипа. Опа, 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 Нина наиграјмо ме, развесели ме. Опа, 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 Нина насвири силно, еј, развали, опа, пипа. Опа, 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 Нина наиграјмо ме, развесели ме. Nina nasviri silno, ej, rastani opa i pa. Opa, 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 Nina naigrajmo me, razveseli me. Opa, 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 Nina nasviri silno, ej, rastani opa i pa. Opa, 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 Nina naigrajmo me, razveseli me. Откриена голема кражба на електрична енергија во центарот на Скопје. Хотел со 4 звезди на улицата Луј Пастер бил нелегално приклучен на електромрежата, објави електродистрибуција на социјалните мрежи. При редовна техничка контрола во стамбена зграда која се наоѓа до хотелот, екипите на електродистрибуција пронашле 3 нелегални изгорени кабли, кои поради преголема оптовареност представувале сериозен ризик од пожар. Каблите веднаш биле исклучени за да се спречи можен инцидент. За време на дополнителната контрола нашите екипи утврдија дека хотелот повторно бил приклучен на еден од нелегалните кабли. Овој чин не само што представува кражба на електрична енергија, туку создава и огромна опасност за животите и имотот на граѓаните, објави од електродистрибуција на својата официјална страница на социјалните мрежи. Од таму додаваат дека нивните техничари биле попречени при извршувањето на службената должност кога се обиделе да влезат во хотелскиот објект. Случајот е целосно документиран и против сопственикот е поднесена кривична пријава до Министерството за внатрешни работи за нелегално приклучување на мрежа и предизвикување општа опасност од пожар. Нашите екипи пронајдоа 3 нелегални изгорени кабли кои представуваат директна опасност од пожар. При дополнителна контрола утврдивме дека хотелот повторно бил приклучен на еден од нив. Случајот е пријавен во МВР и бараме одговорност. Безбедноста на граѓаните е наш приоритет, информираат од електродистрибуција. Ова не е прв пат да се открие кражба на електрична енергија во угостителски објекти, но овој случај го привлекол вниманието на јавноста поради тоа што станува збор за хотел во центарот на Скопје и потенцијална опасност за голем број граѓани и гости.
тришките, моми бабо, сите убавици. На тришките, моми бабо, сите убавици. Во клиничката болница Аџибадем Систина првпат во Македонија беше изведена комплексна ендоваскуларна процедура на торакалната аорта, со така наречена инситу фенестрација за левата потклучна артерија кај пациент со постдисекцијска аневризма на десцендентната торакална аорта. Заболувањата на аортата, заедно со другите кардиоваскуларни болести, се едни од најчестите заболувања на модерното живење. Ендоваскуларниот третман на аортата подолго време е златен стандард во светот, а веќе се применува и во Македонија. Специјалистот по васкуларна хирургија доктор Никола Лазовски објаснува дека иако стандардните ендоваскуларни процедури одамна се дел од секојдневната пракса во земјава, комплексните интервенции се ретки, потешки за изведување, но нивниот ефект е значајно поголем и за пациентите и за здравствениот систем. Станува збор за интервенција при која се постави стент на делот од аортата кој беше заболен, при што интенционо со стентот се покри излезот во аортата за левата потклучна артерија, за да се обезбеди стабилност на стентот во здрава аорта. Потоа преку артеријата на левата рака со посебна направа се направи отвор на стентот на ниво на аорта, низ кој се постави нов стент кој обезбедува проток низ артеријата за левата рака. Со ова пациентот избегнува дополнителна операција на крвните садови на вратот, бајпас, избегнува двојна анестезија, крвозагуба, а и значајно се скратува рехабилитацијата. Интервенцијата помина во најдобар ред, а пациентот одлично ја поднесе и подвадена ја напушти болницата на домашно лекување, изјави доктор Лазовски. Комплексноста на ваквата интервенција бара вклученост на тим од стручни лекари и медицински персонал специјализиран за ендоваскуларни и хибридни процеси. Процедурата ја изведе тимот на клиничката болница Аџибадем Систина, предводен од доктор Никола Лазовски, васкуларен хирург, и доцент доктор Александар Ѓорески, интервентен радиолог, а дел од тимот беа и доцент доктор Менка Лазареска, интервентен радиолог, доктор Димитар Јосифовски, специјализант по кардиохирургија, доктор Лихнида Матевска, кардиоанестезиолог, Ирена Апостолов, кардиоанестетичар, Зорица Ударевиќ, сестра во ангиосала и Дарко Марковиќ, радиолошки технолог. Лоша дума не рекохме, 3 години се љубевме. Лоша дума не рекохме, за не ти е жално либе, ама ни за мене. Јас да умрам се заради тебе, за не ти е жално либе, ама ни за мене. Јас да умрам се заради тебе.
nosiło, tebe te nosa navenčilo, mene milo libe nanosilo, sad ne ti je žalno libe, ama ni za mene, jazda umram se zaradi tebe, sad ne ti je žalno libe, ama ni za mene, jazda umram se zaradi tebe. Tebe ti čukar kapanite, mene milo libe kapanite, za me ti je žalno libe, ama ni za mene, jaz da umram se zaradi tebe, za me ti je žalno libe, ama ni za mene, jaz da umram se zaradi tebe. Твојата мајка песни пее, а мојата солзиле. Твојата мајка песни пее, а мојата солзиле. Зар не ти е жално либе, ама ни за мене, јас да умрам се заради тебе. Зар не ти е жално либе, ама ни за мене, јас да умрам се заради тебе. Јас да умрам се заради тебе. Маркетинг. Сонце од твоите руси коси. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасечко печење на паун. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг.
На граничниот премин Табановце царинските службеници откриле неверојатни 129,7 килограми марихуана, скриени во ладилник на камион со словенечки регистарски таблици. Осомничен е 43 годишен државјанин на Србија, кој се обидел да ја пренесе дрогата во земјава, потврдија од обвинителството во Куманово. Според првичните информации, дрогата била распоредена во 14 големи торби, внимателно скриени во полуприколката на камионот. Возилото било во сопственост на превозна компанија од Словенија, а при редовна контрола на граничниот премин, цариниците забележале неправилности во товарниот дел и веднаш повикале полициски екипи. Обвинителството веднаш отвори истрага и достави предлог до судијата на претходна постапка за определување мерка притвор, со оглед на сериозноста на делото и опасноста осомничениот да се даде во бегство, соопштија од основното јавно обвинителство во Куманово. Според кривичниот законник, за делото неовластено производство и пуштање во промет наркотични дроги е предвидена казна затвор до 10 години. Обвинителството и Царинската управа продолжуваат со истрагата за да утврдат дали Србинот делувал сам или бил дел од поголема меѓународна наркомрежа, која ја користи трасата преку Македонија како дел од балканската рута за шверц на дрога. Čekam doba da mi
bela meka postela. Pustiti pile, megalite ile, i to ladino crveno. A ja te čekam doma da mi dojdeš do bela meka postela. Околу 38.000 деца од сите градинки во земјава секојдневно ќе добиваат домашно и квалитетно свежо овошје, најави министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Цветан Трипуновски за време на посета на детската градинка Срничка во општина Аеродром. Со програмата за потикнување на потрошувачка на свежо овошје за 2025 година издвоени се 40 милиони денари за набавка на околу 880.000 килограми домашно овошје. Во текот на 3 месеци секое дете ќе добива 1 килограм овошје неделно, односно по 2 вида овошје неделно, кој ќе се консумира во градинките како дел од дневната ужинка. За прв пат се предвидени и количини на овошје од органско потекло, што представува дополнителен квалитет во исхраната на најмалите. Оваа програма представува инвестиција во здравјето на најмалите, градење на навики за здрава исхрана од најрана возраст и конкретна поддршка за македонските земјоделци, рече министерот Трипуновски. Преку директната набавка на домашно овошје, министерството придонесува и за зајакнување на земјоделското производство и обезбедување стабилен пазар за земјоделците. Децата заслужуваат македонско најдобро од најмала возраст. Секој дете заслужува здрава исхрана, а секој земјоделец заслужува поддршка. Заедно градиме здрава иднина за децата и одржлив развој за македонското земјоделство, истакна министерот при посетата на градинката. Ти пред мене, ова машко срце ќе ми застане. Ех, со тоа тело како змија вртиш, леле Боже мајко, ќе ме полудиш. Жена ко тебе родена за мене, моите очи досега не виделе. Опиени спунет, не знам што да правам, ама знам ке мора да те освојам. Си моја, само моја, твојот поглед тоа ми го ветува. И јас ке те љубам, тебе ке те љубам, и твојто срце ке го украдам. Ти ке си моја, само моја, твојот поглед тоа ми го ветува. И јас ке те љубам, тебе ке те љубам, и твојто срце ке го украдам. Кажи барем дали се милувани. Ех, тие усни медени и вкусни, кажи дали на друг ти се ветени. Жена ко тебе родена за мене, моите очи досега не виделе. Опиени спунет, не знам што да правам, ама знам ке мора да те освојам. Си моја, само моја, твојот поглед тоа ми го ветува. И јас ке те љубам, тебе ке те љубам, и твојто срце ке го украдам. Ти ке си моја, само
само моја, твојот поглед тоа ми го ветува. И јас ке те љубам, тебе ке те љубам, и твојто срце ке го украдам. Само моја, твојот поглед тоа ми го ветува. И јас ке те љубам, тебе ке те љубам, и твојто срце ке го украдам. Ти ке си моја, само моја, твојот поглед тоа ми го ветува. И јас ке те љубам, тебе ке те љубам, и твојто срце ке го украдам. И твојто срце ке го украдам. Почитувани, дојдовме до крајот на ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското радио. Традиционално ќе завршиме со Катчето за најмладите. Овој пат со приказната Девојчето со кибритчиња. Ви посакувам пријатен ден. Колку ли беше ладно таа вечер? Врнеше снег, а ноќта надоаѓаше. Беше тоа вечер наспроти Нова година. Во тоа ладно и темно доба, по улиците талкаше едно малечко сиромашно девојче, гологлаво и босоного. Да, таа од дома беше излегла обуена, но како да се оди во огромни чевли? Тие чевли беше ги носела незината мајка, ете колку беа големи, и девојчето токму тој ден ја имаше изгубено едната, додека трчеше по патот, исплашена од две кочии кои беа во итаница. Па така едната чевла не ја најде, а другата пак ја зеде едно момче кое рече дека од неа ќе биде многу добра лулка за неговите идни деца. И така девојчето шеташе боса, а незините ноџиња и беа поцрвенети и посинети од студот. Во джебот на незиниот стар скутник имаше неколку кутии влажни кибрити, а една кутија држеше врака. Цел ден таа не беше продала ниту едно чкорче, а никој не и ни подаде барем грош. Таа талкаше гладна и измрзната. Изнамачена беше кутрата. Снегулките се вплеткуваа на незините долги руси локни, кои убаво паѓаа по незините плеки, но таа воопшто не ни забележуваше дека се убави. Од сите прозорци се изливаше светлина. Улиците беа исполнети со вкусен мирис на печена гуска. Се чекаше новата година. Ете на што мислеше таа. На крајот, девојчето најде едно ќоше покрај една куќа. Таа седна тука и се стутули, подвиткувајќи ги нозете под себе. Но и стане уште поладно, а не смееше да се врати дома. Таа немаше продадено ниту едно чкорче. Немаше заработено ни грош, а знаеше дека за тоа ќе добие ќотек од таткој. Згора на тоа размислуваше дека и дома ќе биде ладно. Тие живееја на чардак каде завиваше ветерот, иако големите дупки во зидот беа затворени со сено и со партали. Незините рачиња беа сосема вкочанети. Ах, како ли би ги згреал огнецот од едно мало чкорче. Само кога би смеела да извади едно чкорче, да го чкрапне од зидот и да се ги загрее прстињата. Девојчето со страв извади едно чкорче и чкрап. Чкорчето заискре и се разгоре. Девојчето го прикри со раката, а чкорчето почна да гори со рамномерен пламен, исто како светичка. Прекрасна светја. На девојчето му се стори како да седи пред голема железна печка со блескави бакарни топчиња и вратички. Колку прекрасно гори во неа огнот, колку е топло од него.
Што е тоа? Девојчето ги испружи нозете кон огнот за да ги згрее. И одеднаш пламенот згасна. Печката исчезна. А во рацете на девојчето остана изгореното чкорче. Таа чкрапна уште едно чкорче. Тоа се разгоре, засвете и кога блескотот од него падна на зидот, тој стана прозрачен, како муслин. Девојчето виде соба, а во неа маса покриена со бело снежен чаршаф, на кој беа поставени садови од скап порцелан. На масата се ширеше чудесна арома. Беше поставена чинија со печена гуска со прелив од мудри сливи и јаболка. Најчудесно беше тоа што гуската одеднаш скокна од масата, со севљушката и ножот в грб и се стркала кон подот. Одеше таа право кон кутрото девојче, но чкорчето се изгасна и пред сиротицата повторно се појави непробојниот, ладен и влажен зид. Девојчето запали уште едно чкорче. Сега таа седеше пред раскошна новогодишна елка. Таа елка беше многу повисока и поукрасена отколку онаа што имаше видено додека дзиркаше низ прозорецот од куќата на еден богат трговец. Илјадници свекички се разгореа на зелените гранки, а шарените цртежи со кои ги украсуваат излозите на продавниците гледаа на девојчето. Маличката ги подаде рацете кон нив, но чкорчето згасна. Огинчињата почнаа да се оддалечуваат и станаа јасни ѕвезди. Една од нив падна од небото, оставајќи зад себе долга огнена трага. Некој умрел, си помисли девојчето, зашто незината баба, која неодамна беше починала и која ја сакаше најмногу на светот, неколку пати имаше кажано: кога паѓа ѕвезда, нечија душа одлетува кон Бога. Девојчето одново чкрапна чкорче од зидот и во тој момент се околу неа се осветли, а во таа светлина девојчето ја виде баба си, толку мирна и светла, толку добра и мила. Бабо, извика девојчето, земи ме со тебе. Знам дека ќе заминеш кога чкорчето ќе се изгасне, исто како топлата печка, како вкусната печена гуска и чудесната голема елка. Таа на брзина ги чкрапна сите чкорчиња што и беа останале во кутивчето. Ете колку сакаше да ја задржи баба си. Чкорчињата засветеа со таква заслепувачка светлина што стана посветло отколку кога е ден. Баба и додека беше жива никогаш не била толку убава, толку величествена. Таа го фати девојчето за рака и облеани со светлина и со радост, двете се вознесоа високо, високо, онаму каде не постои ниту глад, ниту студ, ниту страв. Тие се вознесоа кон Бога. Во ладното утро го најдоа девојчето пред куќата, на незините образи играше црвенилото, на устните имаше насмевка, но тоа беше мртво. Тоа замрзна на последната вечер од старата година. Новогодишното сонце го осветли мртвото телце на девојчето со кибритчиња. Таа ја беше изгорела, речиси, сета кутија. Девојчето сакало да се згрее, велеа луѓето, и никој не знаеше какви чудеса таа виде, во каква убавина таа и баба ѝ ја дочекаа новата година. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.